Оливер Спасовски бил во директна и интензивна комуникација со осомничените во скандалот Фабрика за афери, дознава сител од извори во истрагата. Нашите извори велат дека тоа недвосмислено го покажува првичниот увид во материјалите запленети во текот на акцијата, според кој техничкиот министер Спасовски комуницирал со првоосомничениот Захир Бекири Чаушот и останатите лица. Нашите извори велат дека за оваа комуникација истрагата веќе поседува цврсти докази. Најмалку еднаш во последните 10 дена Спасовски бил во контакт со осомничените, а со првоосомничениот бил и во интензивна комуникација еден подолг период претходно. Истрагата треба да покаже за што комуницирали и за што се договарале, особено со оглед на фактот дека веќе се појавија информации во јавноста дека осомничените биле дел од структурите на СДСМ, а на социјалните мрежи можат да се видат фотографии на Спасовски со синот на првоосомничениот и со дел од останатите осомничени. Од тука станува јасно зошто Спасовски во една своја изјава рече дека не треба да се брза со истрагата. Не треба да имаме брза истрага, туку напротив треба да имаме квалитетна истрага која што ќе покаже кој тоа го направил, зошто го направил, дали го направил под нечија наредба, зашто биле употребени овие фалсификувани лични карти и така. Информацијата до која дојде сител е скандалозна, особено ако се има предвид дека Бекири е познат сторител на кривични дела. Во 9 наврати тој бил пријавуван и кривично гонет. 8 дела за кои му се изрекувани и затворски казни се поврзани со измами и фалсификување документи. Самиот факт дека министерот Спасовски комуницирал со лице по кое е распишана потерница од позиција на прв човек во МВР е скандал сам по себе. И експертите кои ги контактиравме тврдат дека постои не само апсолутна и морална, туку и кривична одговорност кај него. По ова станува јасно зошто ВМРО ДПМН секој ден повикуваше на расчистување на овој случај, а СДСМ молчеше и одбегнуваше директни одговори. Ова информација дава драматична димензија на целиот случај и фрла ново светло на оваа мега афера. Спасовски, како што велат вработени во МВР кои го виделе вечерта, изгледал многу вознемирен кога дознал за истрагата и упадот во фабриката за фалсификати на СДСМ. Потоа лицата од неговото обкружување го советувале, иако со задоцнување од 48 часа да испрати соопштение, а претходно поддржувачите на опозицијата, очигледно несвесни и без доволни информации, по наредба глумеа лажна еуфорија сакајки да представат дека Спасовски поентирал. Информациите од истрагата говорат за голема вознемиреност кај Спасовски и кај неговите соработници овие денови. Досега според извори од истрагата се обработени нешто над 15% од материјалот и од тоа што е отворено досега се дознава дека се работи за огромен скандал кој ќе завземе многу широки пропорции. Од тука и не изненадува изјавата на премиерот во која кажува дека е фрапиран од она што го имал како досегашна информација и во која бара меѓународната заедница одблиску и длабински да го следи овој случај. Во опозицијската партија, освен едно штуро соопштение, нема коментар за скандалот. Молчи и Оливер Спасовски. Веќе 3 дена сител постојано се обидува да стапи во контакт со него за да даде одговори за информациите за неговата евентуална вмешаност во целиот скандал. По неуспешните обиди телефонски да го контактираме, денеска се обидовме и со СМС порака. Спасовски и натаму молчи, а јавноста ги очекува одговорите на прашањата околу неговата евентуална поврзаност со фалсификаторската група, како и тоа за што комуницирал со лица гонети за сериозен криминал, меѓу кои едно лице по кое е распишана потерница.